Добар ден. Сезоната на автомобилските саеми е во полн ек. Се уште не стивнала бурата од Детройт и Женева, а веќе ни пристигнуваат премиерите од Нью Йорк Мотор Шоу. Goodyear неодамна промовира нов пневматик кој освен класичната намена има за задача да произведува кислород. На самиот почеток остануваме со пневматиците на General Tire, чиј најнов производ беше промовиран кај нас, а по старото добро правило. Како последен прилог го подготвивме тестот на кралот на теренот и асфалтот – Range Rover Sport. Своите теренци надвор од асфалтот ги возат мал број луѓе, но тие бараат многу. За да ги задоволат нивните барања, возилата мора да бидат опремени со соодветни пневматици. Американскиот специјалист General Tire своето од подолго од 100 години постоење го има посветено токму на тоа, на сите собственици на возила со 4x4 погон да им понуди адекватни пневматици. Колку успешно дознавме на мотокрос патеката Орман, каде мотоцентарот Скопје не запозна со нивната сеопфатна понуда. Акцент беше ставен на новите пневматици за сите сезони и терени Grabber AS 365. Наменети за теренските возила од сите категории се одликуваат со екстра робусни перформанси и зголемена безбедност во текот на целата година. Тоа е постигнато со обединувањето на повеќе технологии што General Tire ги има развиено за справување со предизвиците. Како во пракса делуваат од прва рака се уверувме возејќи ги теренците опремени со пневматици од овој производител на мотокрос патеката. Но калта и прашината не беа доволен предизвик за нив, така што тест рутата ја продолживме до врвот на околниот рид по пат препон со дупки и остри камења. Представниците на General Tire ни посочија дека токму на најжешките терени најдобро се препознаваат можностите на овие пневматици. Нивната шара со цврсти ременски блокови обезбедува висока тракција и на влажни и на суви површини. Широките жлебови меѓу блоковите на рамото ја растураат водата, додека централните блокови обезбедуваат возилото да го има потребниот контакт со подлогата и на најлизгав терен. Перформансите во текот на целата година се обезбедени со ефективна распределба на различните делови на шарата. Надворешните раменици се за летни услови, додека централниот дел од пневматиците е погоден за зима. Избалансираната дистрибуција на притисокот придонесува за еднакво абење, а челичниот појас со висока цврстина ги спречува оштетувањата. Својата понуда General Tire ја има прилагодено не само на типот на возила, туку и според соодносот на нивното возење на асфалтот и надвор од него. Во европската експанзија, овој производител ја прошири својата понуда и со пневматици за лесни комерцијални возила. Но без разлика за што се наменети, сите се карактеризираат со висока примена на технички решенија која прави да бидат познати по својата економичност, безбедност и стабилните перформанси. Затоа и некои докажани модели пневматици со години се произведуваат практично непроменети, а други пак секоја сезона се дополнуваат според барањата на пазарот во поглед на карактеристиките и димензиите. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила.
едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Автоматска клима, алуфелни, темпомат, попуст, топ понуда. Открите го Ford Focus сега со попуст од 4000 евра и со многу опрема. Топ понуда, Ford Go Further. А тука е Ford Kuga Diesel за само 19.990 евра. Доживејте го хоризонтот како поидовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете, каде што другите застанува. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, безпрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете акциската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како и одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство. Њујорк е неофицијалниот главен град на планетата Земја. Како тоа да не му е доволно, па сака во своето портфолио да го додаде и епитетот највлијателен автомобилски саем во Соединетите Американски држави. Како тргнале работите, не е чудо во догледно време тоа и да стане. Иако годинава немаше многу светски премиери, сепак имаше доволно материјал да се задржи нивото на големото јаболко. После години колебање, Cadillac реши активно да се вклучи во битката за купувачите и во пониските кросовер класи. Моделот XT4 долго време беше најавуван за сега во Њујорк да осамне како една од најзначајните премиери. Бројката во ознаката кажува дека во гамата ќе се најде под XT5 и по големина и по цена. Во споредба со него треба да биде за $5,000 поевтин и за 20 на сантиметри помал. Димензиите го сместуваат во класата чија продажба лани во Америка порасна за скоро 20% благодарејќи исклучиво на европските модели. Токму во тој факт, Cadillac XT4 ја има својата шанса бидејќи од нив го издвојува чистокрвната американска душа. Таа се согледува со актуелниот дизајн на марката и внатрешноста во која доминираат тамошните стилски прифатливи решенија. За жал, американска е и опременоста, но во лоша смисла на зборот, што значи дека кај XT4 во голема мерка изостануваат најсовремените електронски системи што ги имаат европските модели. Списокот опрема кај него завршува со бежично полнење на телефоните, инфозабавен систем со 4 USB порта, камера од 360 степени и слични ставки. Инфериорен е во поглед на моторизацијата, која е ограничена на еден единствен дволитарски турбомотор со 237 коњски сили во комбинација со 9 степен автоматски менувач и погон само на предните или на сите тркала. Предност е системот за деактиватизација на цилиндрите, како и активно ослонување со електронска контрола на амортизацијата. За негово лансирање надвор од Америка, посебно во Европа, немам ниту збор. Наместо тоа, од Cadillac истакнаа дека досега, па до 2021 година, на секои 6 месеци ќе представуваат по еден нов модел. Својот настап на салонот во Њујорк, Cadillac го зачини со ултимативната спортска верзија на CT6. Незиниот сосема нов твин турбо V8 мотор од 4,2 литри е развиен од празен лист хартија. Своите 550 коњски сили ги праќа на сите тркала преку веќе вообичаената 10-степена автоматика. За сега е ексклузивен само за моделите на овој производител, каде ќе се појави и во други не така спортски изведби. Гласините се пак кажуваат дека е најголем кандидат за идната генерација на Chevrolet Corvette, од каде ќе се расшири и низ останатата гама на General Motors. Перформансите на овој спортски седан на Cadillac не се објавени.
Со смел и привлечен дизајн, петата генерација на RAV4 ќе се бори да остане при врвот на листата најбарани модели од оваа класа. Одликувајќи се со типичните карактеристики по кои стана познат, овој кросовер сега е поставен на новата глобална платформа на Toyota. Заради тоа е понизок и поширок, незначително пократок и со поголемо меѓуоскено растојание. Изменетите пропорции се спакувани во остри линии, вешто вклопени во складна целина која сигурно ќе привлече доста нови купувачи. Заради нив сега RAV4 може да се добие со двобојна каросерија и неколку различни изгледа на предната маска. Во новата внатрешност доминира екранот сместен на врвот на централната конзола, преку кој се управува со скоро сите функции на возилото, но не и со климатизацијата и вентилацијата, чии команди за поголема практичност се одвоени и поставени под него. Простор за патниците и нивниот багаж има повеќе, а долгиот список сериска и дополнителна опрема е во согласност со времето во кое живееме. На него се наоѓа и втората генерација на наградуваниот Toyota Safety Sense пакет електроника, кој заедно со задната мултилинк оска ја подобрува безбедноста во возењето. Покрај со двојуполитарскиот бензинец со 206 конски сили во комбинација со 8-степен автоматски менувач, новиот RAV4 во Америка ќе се нуди и со хибридна погонска група. Во Европа се очекува да пристигне есенва, најверојатно без дизел мотори во понудата. После својата женевска премиера, потполно новата генерација на Auris пристигна и во Америка, но под називот Corolla Hatchback. Дизајнот е скоро идентичен, внатрешноста исто така. Разликата е во пакетите опременост, кои се потполнети според барањата на американските купувачи. Заради нив во овој модел ќе се вградува 2-литарски бензински мотор со 6-степен мануелен или CVT менувач. Неговите перформанси засега не се објавени. Интересен факт е дека во своето обраќање до јавноста Toyota воопшто не споменува дека Corolla Hatchback ќе се произведува во Велика Британија. Прецизноста во целокупниот пристап е една од карактеристиките на возилата на Acura. Уште од своето основање во 1985 година луксузната филијала на Honda доста вешто ги проценува пазарните трендови и на американците им го нуди она што го посакуваат, но секогаш на малку повисоко ниво од конкурентите, заради што брзо го изгради имиджот и ја стекна довербата. Истата филозофија е применета и кај компактниот кросовер RDX, кој настапува во луксузната класа. Круната не можеше да ја освои заради Cadillac XT5 и Lexus NX, но стабилната продажба од преку 50.000 примероци последниве години беше доволна сатисфакција за неговата успешност. Доаѓањето на новата европска конкуренција од Alfa Romeo, Jaguar и Range Rover се поклапи со терминот за лансирање на новата генерација на RDX, создавајќи прилика што во Honda ја искористија до максимум. Така новиот модел зрачи со стилски чисти линии кои ја навестуваат техничката надмоќ што се крие под 4,7 метарската каросерија. Премиум обкружувањето владее со внатрешноста опремена со многу повеќе додатоци отколку што американците очекуваат. Иако со димензии слични на CR-V, од Honda тврдат дека Acura RDX е направена на сосема нова платформа. Фактот дека се произведува во истата фабрика во Охајо не го истакна. Моторизацијата им е сосема различна, бидејќи новиот RDX ќе доаѓа со 2-литарски турбомотор со 272 конски сили, 10-степена автоматика и напреден погон на сите тркала. Продажбата ќе стартува летово без никакви најави дека RDX можеби ќе го премине Атлантикот. Сепак уверени сме дека и европските поклоници на Honda со задоволство би го прифатиле овој модел, кој во Соединетите американски држави се продава за околу $36,000. Гордоста на американската култура на живење на 4 тркала во Њујорк ја одбрани само GMC, која представи сетеренската AT4 верзија на пикапот Sierra.
со истакнати теренски способности. Таа навлегува во специфичен пазарен сегмент кој не е премногу комерцијално нагласен, заради што и најчесто не беше во фокусот на извештаите од салонот. Нам сепак вниманието ни го привлекува неколку неизени карактеристики кои ја доближуваат до европското сваќање за овој тип возила. Меѓу нив е зголеменото растојание од подлогата, теренски подесеното ослонување со специјални амортизери и грубите пневматици. За разлика од сите други вакви возила, погонот на сите тркала е стандарден, заедно со блокирачкиот заден диференцијал и заштитните плочи на подвозјето. Прилагодени на намената се електрониката и дизајнот, кој е истакнат со неколку погруби стилски додатоци во однос на стандардниот модел. Измените во внатрешноста се незабележителни, додека во механиката ги нема. За погон се задолжени 5,3 и 6,2 литарски V8 бензински мотори и еден дизел од 3 литри. Првонаведениот има интересна опција да работи со само еден цилиндар, кога во него не се бара многу сила. Американците не ги сакаат караваните и затоа наместо извинување за исклучувањето на RS4 од нивниот пазар, Audi им ја понуди Sportback изведбата на A5 во RS пакување. За лансирањето на овој модел, кој прв пат се појавува под оваа ознака, германците избраа агресивна боја која треба да ги долови неговите можности. Изгледот му е феноменален благодарејќи на агресивниот аеропакет, зад кој се кријат поголемите тркала, посилните сопирачки и потврдо подесеното ослонување. Во согласно со тоа и модификуваниот интериер со спортските седишта, соодветниот управувач и виртуелниот кокпит. Зеленото чудовиште, како што нашите американски колеги го нарекоа RS5 Sportback, под својата кожа крие 2,9 литарски твин турбо V6 мотор со 450 конски сили, спарен со 8 степен автоматски менувач. Трансмисијата нормално е на сите тркала, кои ќе се свртат до 100 км на час за 3,7 секунди. Купувачите кои ќе доплатат за Dynamic Plus пакетот ќе може да стигнат до 280, а другите ќе мора да се задоволат со само 250 км на час. Практичната страна на петвратната купе каросерија навестува дека овој модел ќе стигне и на европскиот пазар. За сега за тоа нема потврда, а американците ќе можат да го добијат во втората половина од годинава со цени кои не би требало многу да отстапуваат од оние на RS5 купе. Доаѓањето на пролета, Мерцедес во Њујорк го одбележа со представувањето на купе и кабрио изведбите на освежената C-класа. Меѓу измените, најзабележливи се напред маската, браникот и светлата изведени во LED технологија, а назад нешто поагресивниот дифузер. Во внатрешноста се истакнуваат дигиталната инструмент табла, големиот инфозабавен систем и новиот мултифункционален управувач. Опремата е збогатена со разни системи за помош на возачот, а новини има и кај моторната техника. Меѓу нив, како и секогаш, интересни се оние што ја носат ознаката на AMG. Овој пат таа е придружена со бројката 63, зад која се крие познатиот 4-литарски V8 со 476, односно 510 конски сили. За подобри перформанси се грижат новиот 9-степен автоматски менувач, адаптибилното ослонување и унапредениот динамички систем за контрола на возилото. Оние кои бараат помалку ќе бидат задоволени со новата C43 AMG изведба. Купе и кабрио верзиите на C-класата во Европа ќе бидат на располагање и со 1,5 литарски бензински и 2-литарски дизел мотори со 184, односно 194 конски сили. Недостатокот на искуство во правењето луксузни лимузини корејците го надоместуваат со ентузијазам. Во овој случај на Kia е навистина голем, колку што е и нивниот знаменосец, моделот K900.
Ваквиот факт најдобро се согледува од неговите димензии. Должината од 5,1 и меѓуоскиното растојание од 3,1 метар. Дизајнот, кој е продукт на соработката на корејските и американските развојни центри на Кија, се одликува со ненаметлива елеганција. Раскошноста на внатрешноста, облагородена со кожа и дрво, е дополнета со интелигентен систем за контрола на амбиенталното осветлување со хромотерапија. Софистицираноста во пристапот пак со други напредни технологии, меѓу кои и Harman Kardon аудио системот од 900 вати со 17 звучници. За погон е предвиден 3,3 литарскиот Twin Turbo V6 мотор со 365 конски сили од спортскиот Stinger во комбинација со 8-степена автоматика. За 4 години колку што помина во представувањето на првата генерација на оваа луксузна лимузина, во Америка се продадоа едва и нешто над 5000 примероци по цени кои стартуваат од $50,000. Се произведува во Јужна Кореја, а се пласира уште и во Русија, на Блискиот Исток и неколку земји од Латинска Америка. Наскоро ќе се најде на пазарот во Кина, а Европа не е во план. Неизин придружник на салонот на автомобилите во Њујорк беше дизајнерски освежената Оптима, која видовме во Женева. Меѓу новитетите на салонот на автомобилите во Њујорк беше и новата Nissan Altima. Како што се и очекуваше, и овој седан од средната големина доби изглед инспириран од Максима и концептот V-Motion. За разлика од надворешноста, чиј дизајн значајно се разликува од претходната генерација, измените во интериерот главно се добиени со поквалитетни материјали и побогата опрема. Поголемите димензии овозможуваат повисок комфор, а опционалниот погон на сите тркала подобри перформанси. За нив се задолжени два бензински мотори, ревидираниот 2,5-литарски со 190 и новиот 2-литарски турбо со 252 конски сили. И двата се спарени со CVT трансмисија, а поскапите верзии може да се добијат и со систем за полуавтономно возење. Типично американски, но интересно е да се види какви возила сакаат да купуваат муштериите од другата страна на Атлантикот. Од Њујорк се селиме во иднината. Последните години предводник на новитетите во сферата на пневматиците е гумарскиот гигант Goodyear, чиј најнов концепт дури и ги надминува сваќањата за можностите за нивниот придонес во надминувањето на проблемите со кои денес се соочува мобилното општество. Поинаку не ни може да се класифицираат пневматиците со назив оксижен, кои освен за она што се наменети, го чистат воздухот и произведувајќи кислород. Новите пневматици на Goodyear располагаат со единствена структура која прави микроекосистем во живиот мов кој расте на нивните бочни зидови. Умниот дезен на газечкиот слој ги абсорбира влагата и водата од површината од патот и го овозможува нивното циркулирање низ внатрешната структура на пневматиците. Целиот процес резултира со фотосинтеза, при што во воздухот се ослободува кислород. За пример на нивната ефикасност се наведува подрачјето на Париз, каде се движат околу 2,5 милиони возила. Доколку се опремени со овие пневматици, тие годишно би абсорбирале 4000 тони јаглерод диоксид и од него би произвеле 3000 тони кислород. Покрај тоа, овие пневматици се замислени да овозможат и намалување на отпадниот материјал, заради што е предвидено нивното рециклирање да биде организирано со замена на истрошените пневматици со нови. Внимавано е и на безбедноста, за која ќе се грижи напредната 3D структура која во основа не е пневматска и е направена од гумен прав од стари пневматици. Таа ги облажува ударите од патот без опасност од продупчување, со што се обезбедува подолг век на траење и минимално одржување. Плюс на тоа, отворената структура придонесува за подобро абсорбирање на водата од газечкиот слој, со што таа подобро прилепува на подлогата. Како врв на се доаѓа и сознанието дека ваквите пневматици може да ја собираат електричната енергија која се создава при фотосинтезата и со неа да ги напојуваат уредите во автомобилот.
Но ниту ова не беше доволно за инженерите на Goodyear кои замислија овие пневматици да имаат сензори поврзани со процесори за вештачка интелигенција. Со нив автомобилите ќе комуницираат меѓу себе и ќе ги предупредуваат другите учесници во сообраќајот и пешаците за движењата на возилото што ќе следат. Например, менувањето на лентата на движењето или запирањето пред пешачки премин. Според истражувањата се очекува до 2050 година повеќе од 2/3 од светската популација да живее во градовите. Доколку тоа се оствари, навистина ќе бидат потребни вакви решенија. Човекот треба да е едно со природата, но многумина луѓе, меѓу кои сум и јас, во природа одат со адекватни возила. А поадекватно од Range Rover Sport не може да најдеме за екскурзија вон асфалтот. За жал, денешниот Range Rover има летни пневматици, па затоа сме ограничени да ги пробаме неговите можности вон теренот. Ве убедувам дека неговите можности за теренско возење се извонредни, бидејќи Range Rover Sport и Range Rover ги имам возено во невозможни услови. Зошто е денеска на тест Range Rover Sport во автомагазин? Одговорот е едноставен, бидејќи е направен редизајн. Што да се каже за да се направи редизајн на нешто совршено. Но Джери Мегаверн, директорот на дизајн на Range Rover, одлучи да го смени предниот браник, малку да ја смени маската на моторот, како и светлата, а има потполно нова хауба. Овие освежувања ќе му бидат доволни за да обстојува уште на пазарот. Она што исто така ново на самата хауба е усисникот за воздух, кој сега го штити моторот од влегување на вода кога се вози во длабочина поголема од 90 сантиметри. Испод хаубата имаме V6 турбодизел мотор со 291 коњска сила, а исто така во редизајнот се направени некои зафати и во внатрешноста. Но за тоа подоцна. Сега ќе се сконцентрираме на возење на Range Rover Sport, додуше на асфалт, но со неговите програми може да се отвори еден сосема нов хоризонт на типот на возење на самиот асфалт, иако е ова возило потешко од 2,2 тона. Да се вози Range Rover од било која едиција за мене е извонредно задоволство и уживам во секој изминат метар. Ова спортско корисно возило со право може да се нарече и људ теренец, бидејќи неговите атрибути се направени да одговори и на најголемите предизвици, се разбира теренски. Но ретки се сопствениците на Range Rover кои го исползуваат на теренски услови. Свесен за овој факт, производителот се фокусира на врвна удобност и луксус. Овој теренец е направен не само да уживате во него, туку и каде и да се појавите да бидете во центарот на вниманието, без оглед дали е тоа на терен или пак, да кажеме, на опера или некој свечен прием. Range Rover е возило за сите намери. Силата на моторот, перфекцијата на изработката, исто така и сите механички склопови кои се ставени во него се направени да бидат врвни и да одговорат на сите сценарија на возење. По затоа
без никаков проблем овој монструм од повеќе од 2,3 тона одлично се снаоѓа на тесни патишта со свиоци или пак на автопат. Јас се наоѓам токму на таков пат. Тесен планински со многу свиоци, каде управувањето, но и менувањето на преносите доаѓа во преден план. Секако дека овде немам никакви проблеми, ниту со одржувањето на линиите, ниту пак со фаќањето на свиоците. Со рестайлингот во внатрешноста се направени потребните промени. Сега Range Rover Sport има дури два големи дисплеја на кого можете да ги повикате сите функции на возилото и од нив да ги манипулирате. Аудио системот е многу добар, но ако не го купите со врвниот Meridian аудио систем, тогаш можам да заклучам дека на Range Rover му се приближија, дури и го помина неговите љути конкуренти, како што се BMW X5 и Audi Q7, бидејќи тие веќе од стартното ниво на опременост имаат подобар аудио систем. Но, на Range Rover не може да му судиме според аудио системот. Напротив, јас сакам да му судам според возните својства, а тие се безпрекорни. Еве, и кога се вози брзо во свиоци на тесен пат, каросеријата се однесува како да возите спортско купе. Во секој момент знаете точно каде оди возилото и како ќе реагира на оптоварувањето. Она што вреди да се спомене е дека менувачот кој има 8 степени на пренос е од новата генерација на германската марка ZF. Тој многу побрзо реагира во однос на претходната генерација и нуди едно поекономично искуство. Се разбира дека оние луѓе кои имаат 105.000 евра да одвојат за едно вакво возило не сакаат многу да дискутираат околу потрошувачката, но таа се движи во нормални рамки за мотор од 3 литри и 290 конски сили, а таа е некаде околу 12 литри, што според мене е сосема прифатливо. Да се биде задуправувачот на Range Rover Sport е вистинско задоволство. Седите високо, доминантно, дури ги гледате на рамно ниво возачите на големите камиони. Доминирате во сообраќајот, не само со високото седиште и високата каросерија, туку и со возните својства. Секој знае дека Range Rover може да направи лесно префрлање од асфалт на терен. За жал, јас ги немам потребните пневматици да возам на сериозен терен, но сепак имам волја да ја пробам оваа констелација во на асфалтот. И тоа сега ќе го направам. Бидејќи, ако не ги испрљате гумите на Range Rover, тогаш исто како и да не сте го возали. Се однесува до возните својства, јас немам што многу да зборувам за Range Rover, бидејќи и со овој тест се потврди моето мислење кое го чувам длабоко за себе за овој автомобил. Жал ми е што го немам буџетот за да си го дозволам и секојдневно да уживам во него, бидејќи престојот во Range Rover и возењето се ултимативно искуство за сите оние кои се влюбеници на спортско корисните возила, оние растите. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и следна средба ви закажувам за 7 дена. До тогаш, до гледање.